Од името на народот. Окружниот народен суд во град Скопје во кривичното дело број 32/46 против 11 обвинети за дело од Законот за кривичните дела против народот и државата на ден 10 март 1946 година донесува пресуда. Обвинетиот Евтим Благоев Гашев, роден и живее во Скопје, стар 20 години, македонец. Крив е и тоа, што е као стар познаник на обвинетиот Трајко, уште од времето. Во еден свој афоризам кажувам, животот не пишува само романи, туку и трагедии, во случајот и иронии. Во моментот овде каде што ние седиме, до земјотресот, до 63 година, тука беше зградата на главната удба позна за Македонија. Точно на ова место. Кога не затворива 45 година мај месец, нормално тука бевме донесени и тука 3 месеци се вршеше немилосрдна НКВД-овска тортура за добивање на нашите искаси. Тортурата беше толку жестока да од нас се бараше само подпис на бланко хартија, за да може да се испише се оно што се сака, да се добијат дури да се подкрепат и смртоносните пресуди. Да не зборувам за методите, тие се познати, дури има и непознати. Од стоење на зид со денови да стоиш на зид, со отечени нозе, а во чеврите ти стават и по некоја чаура помалечка и за неколку дена чаурата влегува во ткивото. Тепање со сајла по табани. Мислам, све е тоа кажано. Оно обично тепање, па тоа е банално тепање со тупаници, со клоци, така натаму. Се бараше само едно признание, се бараше само така наречено само признание, оти на суд немаше никакви релевантни докази, не третираа терористичка организација. Со терористички петорки. Ниједна петорка немаше, ниједна пеколна машина немаше, се разбира како доказен материјал за време на судењето, ниједен куршум немаше, па кај беа тие атентаторите? Значи, тоа беше фарса. Тоа беше трагедија, затоа што требаше на некој начин Македончето да го плати вазалскиот влез во Југославија. Ако Србите ја уништива својата контрреволуција, уништувајќи ја Драјчевското движење, Хрватите го уништива Усташкото движење, македонците требава да измислат, македонците требаше да измислат контрреволуција. А што да беше најлесно да се измисли контрреволуција? Па тие што не ја сакат Југославија. А кои се тие? Па тие се ВМРО-вците не ја сакат Југославија. Сега, тие сакат самостојна Македонија, ама тоа не е многу привлечно да се шири пропагандата дека македонците ги затварат, дека сакат самостојна Македонија. Па и во Уставот пишуваше дека народот има право на определување и отцепување. А од друга страна, бараме отцепување, нас не стрелаат. И сега, и затоа морава да ни импутират ненародни етикети, дека ние сме сакале самостојна Македонија на Ванчо Михайлов, и тој мотив беше, дури во затворот едно време, ни забрануваа да кажеме дека сме судени за ВМРО, него не тепава жестоко и не терава да, кој ќе не праша да се представуваме дека сме судени за ВМ, сме судени за Ванчо Михайлов. Не може, тоа е нонсенс, да бидеме илјадници души судени во името на некој си. Па дури бил и со звезда на чело, тоа не може да биде една реалност. Значи, после оваа истрага жестока овдека, еден добар дел ги ослободива и треба да кажам во составот на оваа група, за да се компрометира групата и идејата, да се даде карактер на тероризам и фашизам, се удба уфрли двајца германци кои се најдува како пленици во Македонија и во Скопје. И тие
ги стави на обвинителна клупа и во таа обвинителна клупа едниот германец беше стрелан заедно со Трајко Попов, а другиот Курт Бекер беше осуден 8 години, издржа 5 години. За илустрација, да не должам, за илустрација ќе прочитам што пишува во пресудата за германецот Ханс Хицман, стрелан како голем ВМРО-вец и ванчовист. Ханс, обвинетиот е бил член на организацијата формирана од обвинетиот Трајко, која имала за цел да води вооружена борба за отцепување на Македонија од Југославија. Многу германеци го интересирало кој е, што е, како е. Што е Ханс пристанал да набави за нуждата на организацијата Шмајзери, пленикот, кој одеше облечен во вреќа, така опашан беше, работеше у железничкото депо, и што некои комшии се смилуваат да му дадат некои стари пантолони, а тамо случајно бил Трајко и сега коинциденцијата. Значи, што е пристанал да набави за нуждата на организација Шмајзери, кои да се разделат на организаторите на петорките за да вршат атентати. И човекот за тоа го стрелава. И уште нешто што Ханс е предложил на нашата организација, смешно, нели, да треба да се завземе аеродромот, за да на тој начин да се створи можност да доваѓа војна помош од Германија. Да се бориме за Македонија. А Германија пропадната, а овие два пленика овдека одат облечени на обуени со налани и запашани со вреќи. И човекот го стрела. Да нишко че сега некој погрешна конотација и сентименталност према човек не е виновен. Ако бил виновен како нацист до време на борбата војната, тоа е проблем. Во таа конотација нас не исправија пред Народниот суд. Се разбира организирано како што е ред, со транспаренти, со пароли, смрт на ВМРО, смрт на народни непријатели, смрт на ВМРО-вците. Не исплашива многу тие викачите. Викачи секогаш имало. И има. Ние на суд гордо, достоинствено, истопурчени, фанатизирани, се државме и кажавме вистината. Но не бева задоволни од вистината. Барнава да ги потврдиме исказите дадени во УДБА. Не ги потврдував. Оти беа земени на сила. Само подписот беше наш. И бидејќи ова малко фалба нека искочи, кога Манта Марина, председател на судот, ми рече, па вика, вие викате дека ве тепале, нашата народна власт не бие. А јас со својот неконтролиран фанатизам реков, вашата власт убива. Обвинителот го прошири обвинението против мене, оти сум ја навредил свештената институција, се мисли на ОЗНА, родена во биорот на револуцијата. Македонското национално движење Бунт, илегална организација со ВМРО-вски постулати, формирана за време на српската окупација на 30 мај 1938 година од лидерот Трајко Попов од село Раштак Скопско и идеологот Борислав Градишки, студент од Скопје. Движењето Бунт во своите постулати имаше ВМРО-вските принципи, борба за македонска национална и државна самобитност. Движењето Бунт не беше класична партија, туку тоа беше еден политичко-пропаганден актив на ентузијасти, македонци, кои со својата пропаганда се спротивставуваа на великосрпската асимилација на македонскиот народ, се разбира во континуитет и против бугарската асимилација, се разбира во краен континуитет и борба, се разбира вербална, против југословенското решавање на македонското прашање. Трајко Попов беше
идеолог, беше еден голем ентузијаст, беше еден револуционер, познат не само од скопското село Раштак, каде он беше и креатор на игралната група Раштак, која македонската традиција и македонскиот фолклор го пренасаа низ Европа, него Трајко беше трибун за скопска околија и пошироко. Трајко Попов беше многу популарен, имаше голем авторитет, првенствено меѓу селското население од сите села, скопско и малку и пошироко. Во тој ентусијазам и тој романтизам, но и патриотизам, одевме толку далеко, да Борислав Градишки, кој се занимаваше и со уметност, и со поезија, тој со своја идеја, се разби и со моја мала креација, имавме амблем на организацијата Бонд. Во тој ентузијазам дори направивме една сребрена значка, која ни ја направи познатиот македонски композитор, Таки Хрисик, кој беше во тоа време, за време бугарска окупација, беше златар и пријател и симпатизер на ова движење, и тоа направи сребрената таа значка, која после таа и исчезна. Заслужува одговор прашањето зошто се спротивставуваме на југословенското решавање на македонското прашање. Исконско, историско право е на еден народ и на еден човек да се бори за собствена национална држава и за собствена национална припадност. Тоа е природното право. Сакавме да имаме своја држава. Во времето од 13-та година до 41-та година Вардарскиот дел на Македонија со мали исклучок беше окупирана од Србија и Југославија. Не можевме да сватиме и да прифатиме дека некаква нова Југославија после 2-3 години ќе биде друга Југославија, каде Македонија ќе биде равноправен член на некаква нова федерација. Оти Србија и поеќе наврати се представувала како со окупаторска тенденција кога е во прашање Македонија. Се разбира, веднаш да бидам дециден, тоа исто може да се каже и за Бугарија, Грција и другите соседи. Елементи за ова стравување има повеќе. Например, ЕНОБ во Македонија, иако во себе имаше елементи на национални желби и стремежи, ЕНОБ во Македонија беше инспирирана, раководена од КПЈ на Југославија. Така да македонските комунисти беа само војници на својата партија. Тука заслужува да се одбележи и првото заседание на АВНОј во Бихат 42 година. 42 година, ноември месец, кога Тито во својот историски говор не ја спомнува Македонија воопшто и дури на забелешката на Моша Пијаде 53 година тој на тој документ кај што одржал тој историски одговор со рака го допишува зборот македонци. Се постава прашање: зарем Тито навистина не е знаел во 42 година на крајот дека во Македонија има кренато востание, точно инспирирано од неговите делегати Драган Петровиќ Шилјо, Добривој Радосалјевиќ, па покасно и Темпо, па и Лазар Колишевски, па тоа беше ноторно, тоа беше по таа инспирација. Зошто Тито, по моје мислење, има тука известна манипулација. Овде може да се каже, не може да се каже да он не е знаел дека во Македонија има востание, но има една друга вистина за која јас се слагам, дека ЕНОБ-то во почетокот имаше националистички, односно национален карактер, што тоа на Тито да им се бендисуваше. Затоа и Темпо покасно кажуваше треба да се удри по македонскиот национализам. Или Тито немал расчистени односи по македонското прашање, чекајќи како ќе се развива понатаму ситуацијата. Така и на второто заседание на АВНОј во Јајце 43 година има небулоза, затоа што се прогласува сојузна држава, а сојузна држава по сите правила треба да ја создадат слободни, независни членки. 43 година се формира
се прогласува сојузна држава, а членките уште или неослободени, а што е најважно, членките треба да бидат слободни, треба да имат своја независност и на еден плебиситарен начин да се изјаснат за сојузување во сојузна држава под одредени услови и договорни права и обврски. Това не беше случај, затова има контроверзии и во првото заседание на АСНОМ, затоа што АСНОМ не е донел одлука за прогласување на самостојна суверена македонска држава, па кога таа суверена македонска држава така прогласена и изборена, не се докажала со сите своји елементи и дури тогаш да се дојде до идејата и со сите тие потребни процедури, со референдум, да се донесе одлука за сојузување, се разбира, под одредени услови. Тие елементи, тие фази се прерипани, него се донесува право одлука за сојузување, кој мислам дека е нелегитимно, затоа што тоа право го има само еден народ, во случајот македонскиот народ. Нашата идеја за самостојна суверена држава беше и во коинциденција со пошироки политички настани, уште со одлуките на Коминтерна на 5-тиот и 6-тиот конгрес од 24-та година и 28-та година, ставовите на Коминтерна се во однос на македонското и во однос на југословенското прашање следни. Југославија е вештачка творба на буржуазијата и како таква таа треба од страна на југословенските комунисти да се уништи и да се на територија на Југославија создадат самостојни држави: српска, хрватска, словеначка, црногорска и македонска независна држава. Тоа е ставот на Коминтерна. Дори ставот на Коминтерна на 6-тиот конгрес е уште поддециден, кај што се дава препорока на југословенските комунисти, аналогно на македонските, да се борат за самостојна обединета Македонија и да се даде подкрепа на ВМРО обединето. Тие елементи ни дават за право да и Коминтерна по-реалистички гледа работите и вика дека македонското прашање треба да се решава не во контекст на Југославија, која е вештачка творба, него треба да биде самостојна. Значи, кој ќе изгледате да ние анонимуси сме се поклопиле со ставовите на Коминтерна од 24 и 28 година, и ако се стави тоа и у функција и со ставовите на Шарло 41 година, не се далеку нашите идеи дека ние сакавме да имаме собствена држава. Тоа после може да биде во стек на меѓународната политика. Затоа што проблемот и 44 година кога се прогласи, тоа веќе беше се готово. Затоа што идејата во македонското НОБ таа беше прифатена и преку манифестот на главниот штаб на Македонија, тогаш беше све свршено, се преюдицира и македонското НОБ доби југословенски карактер. Дури и Јанок, кој многу интелектуално, кој многу исправно и многу национално имаше ставовите за решавање на македонското прашање, и тој потклекна под притисок на југословенскиот карактер на решавање на македонското прашање. АНОК е кратенка акционен народно-ослободителен комитет, кој даде свој писмен приговор на манифестот на главниот штаб. Манифестот на главниот штаб беше инспириран преку југословенското решавање на македонското прашање, односно Македонија судбински е поврзана со Југославија. 8 интелектуалци, меѓу кои и Киро Гливоров, екс-председателот, зазимаат став дека главниот штаб греши во однос историската национална кауза на Македонија. АНОК се залага да никој нема право да определува судбината на Македонија, поготово кога се знае дека Македонија е составена од 3 дела, не може да се решават проблемите на парче, како што пишува во приговорот, без да се прашат и другите делови. АНОК се залага
да се води антифашистичка борба во Македонија, обединето од сите три дела на Македонија под една заедничка команда, да се координира и контактира со соседните народно-ослободителни движења, со српско, бугарско, грчко, албанско, али ние треба да бидеме и да се координира, али ние треба да се води борбата во Македонија на македонско ниво и не може да се прифати ставот на АНО, не може да се прифати Југословенската асоциација, за тоа што Југославија до пред 2-3 години представуваше една асоциација на робство на македонскиот народ. Него АНО се залагаше да заврши борбата, како што се предлага со обединените сили од сите три дела, а тоа одговараше за тоа што сите три дела на Македонија беа под бугарска окупација, и Вардарскиот, и Пиринскиот, и Егејскиот. И наместо да се води заедничка централизирана борба за ослободување, се дозволи да вардарците работат под раководство на КПЈ, пиринците да бидат под Бугарската комунистичка партија, а егејците да бидат под Грчка комунистичка партија. Тоа е, значи, разидување на ставот на АНО во однос на главниот штаб. Но преовлада мислењето на главниот штаб и југословенската опција, и луѓето од АНО си ја свиткава опашката и да не кажам и поголем збор, и потписникот, па и експредседателот, кој беше поборник за решавање на македонското прашање во национална смисла, ја прифати југословенската кауза, дури и се бореше до крај за спас на Југославија. Ние пречувствувавме дека групата наша ќе се затвори. Од елементарни причини. За тоа што за време уште српска окупација, Борислав Градишки и Трајко Попов комуницираа со македонските комунисти, кои исто така беа борци за својата македонска, се разбира, комунистичка опција, но се одржува заеднички состаноци. Трајко Попов и Борислав Градишки имале чести состаноци и со Цветан Димов, и со Орце Николов, и со Боро Чушкар, така да тогаш не се правеше разликата кој има, условно речено, демократски, кој има леви разбирања и само политичка смисла. Важно идејата беше дека ние треба да се спротивставуваме на туѓите национални опции и да се спротивставуваме на асимилацијата. Бидејќи луѓето со кои тогаш се контактирало, се соработувало, станаваше 35-та година големи раководители и конкретно Боро Чушкар беше шеф на ОЗНА за Скопје и не беше ништо него нејасно кој е Борислав Градишки и Трајко Попов, и они се знаева од пред неколку години кога овие истапувале од национални сепаратистички позиции. И нормално тогаш се чекаше таа група беше на 23-ти затворена. Така да ние претходно чувствувавме дека обрачот ни се стега. И во тој романтизам јако предчувствував дека ќе се случи најлошото. Ентусијазмот не подхрануваше и не фанатизираше. После викаме, па што ако не затворот? Това е и традиција. Нема македонска куќа која, да кажеме, во својата екзистенција, ако земе уште од Турско, за да не била, да кажеме, под еден третман, немало куќа кај што не биле учесници на организацијата. Немало куќа кај што луѓето, кај што немало апсени, кај што немало стрелани, кај што немало убивани. Така да во тој континуитет ние не бевме уплашени, али не бевме уплашени затоа што и не знаевме фактички што ќе се случи и каква голгота не очекува, оти не знаевме во практика што значи диктатура на пролетаријатот. Посетителот ќе добие впечаток дека во овој историски затвор, како што реков, каде се луѓето македонците се бореле за својата државност и нација, овде произлегува од овој напис дека се тоа само хероите од НОБ. Тоа исто така шпекулација, затоа што во овој затвор крвареа луѓе кои се бореа за самостојна Македонија и после крајот на војната, односно и после ореолот на НОБ. Така да тоа би требало, идеолошките белези треба да се стават во една реална историска конотација, а не да служат за собирање на поени.
тоа беше нормално оплакана куќа или тоа беше куќа на злото. И нормално тука може да е и благо речено за тоа што тука за време на бугарска окупација едновремено тука во самата зграда и се извршува смртните пресуди. Така да може да се каже дека ова е куќа морбидна, малку е речено куќа на злото, и злото е релативен поем. Кој ќе знаете дека осудениците тука и ноќно време тука ги бесева, значи ова е куќа на стравот и на мракобесие. Кога не осудива со жестоките пресуди, тогаш не префрлива во Идризово издржување на казната, со исклучок на Трајко Попов и Ханс Хицман, кои беа осудени на смрт и беа задржани во Централен. Нивните молби од Белград, иако Трајко Попов и не сакаше да потпише молба за помилување. За 2 дена во тоа време на диктатура на пролетариатот се собрава селаните спонтанно, собрава 3000 потписи за да не се стрела Трајко Попов. Напротив, луѓето ги дава потписи да му помогнат на Трајко Попов, али тоа уште повеќе му ја отложна. Трајко Попов дури викаше пред судењето на нас. Имаме можност да контактираме на неколку минути. Спасувајте се вие, све товарите на мене. Не, рекол. Секој својот дел да се го понесе на одговорност. И така дојде одговорот од Белград, судината наша се решаваше у Белград. Затоа и не ја сакат на Југославија. Не решаваше у Македонија. Требаше помилување да даде Белград. Кој ќе ми даде помилување? Не ги именувам сега луѓето добро. А Трајко се одби пломбата. И го гледаме како сега се враќа од управата, од дворот, беше голем комуникативен, се гледаше, беше радосен, се викаме сигурно е помилуван Трајко. И кога ние гледаме од таа смртничката соба го изнасаат и го носат во карцери, каде он седи во карцер ден-два и оттамо го носат на стрелање. Вечерта му дават последно предсмртно видување. Ова е автентично, затоа и братот на Трајко Попов, Никола Попов, е суден во нашиот процес на 8 години и бевме в тој момент заедно во иста соба, кога беше и тој на видување, на предсмртно видување со својот брат, грозно. И плаче фамилијата Кубат Коси. Трајко Попов вика, престанете да плачете, оти ќе го прекинам видувањето и ќе ви биде жал што вака ќе се разделиме. И јадници гинеле за Македонија, вечери Трајко Попов ќе падне за Македонија. Беа присутни од нашите да слушат како ќе коленичи Трајко Попов. Трајко Попов со окренати раце отиде на губилиште. И денес не му се знае гробот на Трајко Попов. И денес никој не го спомнува Трајко Попов. Не само Трајко Попов. И јадници во Идризово. Во Идризово загинуваа затворници кои издржуваа временски казни. Нонсенс. Временски казни. Во Идризово беше преселена удба. Таму удбашките офицери беа
и продолжуваше со години исследувањето на ВМРО-ците со истата тортура која се спроведуваше овде во оваа куќа. Тогаш луѓето ги убивала, тогаш од 4-ти кат е фрлен Глигор Чулев, тогаш и умрен од тортури и Вецко Стаматовски гимназист, и Чулев скопски гимназист, и Благој Велковски скопски гимназист, и учителот Кирил Сивевски, и Митко Пеев, све се тоа судени за чиста македонска идеја, што и гробовите може не се знаат. Ми сценира, сме организирале саботажи, сме сме сакале бегство да правиме, сме организирале влади во затворот, па во затворот не ми дозволува меѓу себе да зборуваме, да комуницираме, а да не зборуваме за тешката физичка работа. Ве молам, тешка, обично викат лежал затвор. Не е лежење затвор. Затвор лежеле тие други што ги осудили, што лежеле фактички. Нашите пресуди, пишувало пресудите дека сме судени со тешка присилна работа. Тешка присилна работа, во комунизму се знае што, одиме да работиш дур да умреш. Бевме пратени на 500 души повеќето номеровци, пратени во Добој да кршиме камен за да се прави автопатот Братство и единство. Па ја викам, што Братство и единство не го прави скоеците, тоа е нивни автопат. Во Добој работевме голи и боси, со налани. Работевме на минус 20 степени, снег до појас, а бидејќи мен малечок, работевме под рефлектори до 12 сат на полнот, дури не се наполнат 100 вагони кршен камен. Каменот беше крвав. 100 вагони. Македонска раја, продадена да крши камен. А оној кој не ја вршеше, не исполнуваше нормата, нормите беа фантастични, тоа беа измислени. Имаше случаи, не врзува за електричните столбови, зимно време, и кога се разбудевме на главата по една педа снег. Тоа беше најхуманото општество. Така не наградува за македонскиот сепаратизам. Уште еден афоризам. Сите знаеме како се калеше челикот. Но само Сибир и Идризово знаат како се откалува. Емоциите мора да се контролират. Од многу брзо се судривме со реалноста. Немаше време за плачење. Не помагаше. Моравме да се соживиме со реалноста. Кога сме кај емоциите, еден инсерт од пред судењето, беги како помлад, а писмен човек, свршен матурант, знае доста работи од нашата илегала, и обвинителите ме повика на посебен разговор, ветувајќи, уценувајќи ме, дека ќе ме пуштат од затвор. Дори мајка ми ја викнала пред врата тамо да стои, дека ќе ме пуштат од затвор само ако кажам нешто. Тоа нешто беше да падне уште некоја македонска глава. Не го прифати. Гордо и наетливо не го прифати. По цена да ме снајде, што сака нека ме снајде. Така, држајќи се на суд, и на судењето беа наводно испровоцирани тие што дојдоа со транспарентите. Тука беа и нашите родители, и најблиските. Кога поминував покрај мајка ми, жандарите не знаева која ми е мајка, само ми скрца со зъбите, рече, да ме признаваш. Знаете ли каква жртва е тоа? Кога мајката на таков начин се жртвува и синот како Давид го фрла во арена да го распарчи Голијат. Така беа македонските мајки, не само мојата, Магдалена. Така да достоинствено нашите мајки од тоа доживуваа. Кога ќе дојде баба Идризова на посета, ме молам, тогаш немаше автобуси, немаше коли, пешки, зимно време или шпедитерска кола.
Па кој ќе дојдат мајките на домоrodците, иако 3 сат тргнале од Скопје, а што да кажат тие што допатувале од Македонија, да дојдат во Идризово. И кој ќе разберат надзирателите за кого станува збор, видувањето ќе го организира, дури од Сабале ќе дојдат у 7-8 сат, ќе го дадат видувањето у 6-7 веќе зимно време се стемнило, за да не знаат да не можат како да се вратат дома. Видувањето беше 5 минути. Колективно по 5-6 души, тука милиционери, кој што кажал, кој што не кажал, ништо. Храна имаше право да ни носат на 15 дена, сиромаштија тогаш беше, и они немаат дома да јадат, камоли за нас. Знам, мајка ми тогаш работничка, купоните леп за мене, они ќе јадат компири доле. И тие наши сиромашки пакетчиња во Идризово ми ги зимава милиционерите и ги даваа на криминалците судени, што им бева кодоши. Ако имаше нешто да поинтересно, случајно нешто од ура, ако имаше нешто, тогаш и милиционерите си ги зимаат за себе. Оти знае они да јадат бекон, а се вика затворникот тој ќе јаде, тој ти би го расипе стомахот, така да карикира. Значи, жестоко издржување на казна. Бидејќи затворот беше мал да не прими. Ние самите си направивме нов великолепен затвор на 4 ката. Ете го тамо тој, ние го правевме. Кој ќе се бутка тој затвор некогаш, дај Боже. Генерацијата ќе најде во тулите белешки со имиња. На Тулана работевме цело лето, голи и боси. Температура истрижени, распукани. 200 грама лед. Варено ченкарно брашно или варено тиква. Она е добиточната тиква, не она е благородната. Ако нормата не се изврши, најмалку 14 дена во карцер, нотно време 10-20 души ќе спијат на едно место, утре па се продолжува со работа. Најтешко беше, циганата беше на 2-3 километра, кој ќе свршевме работа таму, навечер, секој мораше, таму и се пече ватулите, секој мораше на свој начин да пренесе 10 тули на грб, подмишка, со сиџин, со некој ортонче, со некој телче да го донесе, за да можеме тие тули утре да го зидаме затворот. Вадевме песок зимно време од Вардар. Зимно време. Како што се бањава овие крстош да го паќат, така ние приближно вадевме песок да градиме населба, колонија за собствената стража. Гледате каква е они. А бидејќи тоа беше се малку, уште затворот долем не беше готов, се формираа 10 работни логори низ Македонија, раководени од офицери на УДБА, кај што се тамо требаше да се издржува казната. Се пробиваше патот на Галичица. Температура на летно време може да се свати колку е била. Се работеше во рудник, неквалификувано злетово, се копаше руда. Не знаено како се тоа работи. И ред другите тие логори, дури не праќава низ логори низ Југославија, се разбира да им помогнеме. Дури го доведува управител да биде го донесува Цветко Крајна, од Српска Крајна тамо, да ни соли паметот дека кој Цветко Крајна, како одмаза за моето држање, мрз мене примени најжестоката тортура која може здравиот ум да е. Тој дури не е легнал на земја, еден подуправител, да не ги менувам, со колениците ми држи едната рака, другиот со другата, тој јавното ме овдека со забите ги забиваше во мојот грклан. Така сме го давале скромниот придонес за македонската кауза. Во затвор затекнавме една голема група затворници, осудени како соработници на окупаторот. Тоа беа све еминентни луѓе, интелектуалци, еден помал дел дојдени од Бугарија, со бугарската војска и администрација, а многу беа тугашни домородци. Луѓето има своја определба за бугарската кауза, се ставиле во нејзината услуга, мислејќи дека е ослободување. Тоа е нивно право. И нормално, колаборацијата со окупаторот секаде во светот се санкционира. Дали многу или малку, тој е проблем. Но таа провениенција
не се помируваше со судбината дека македонскиот народ не е бугарски народ. Дека ние живееме нов живот, дека македонскиот народ одамна го изедел тој пат. Дека ако некојаш треба да се докажат македонци, денеска македонци се раѓаат. Но тие не се помируваа со таа судбина и они водева жестока великобугарска пропаганда во затворот, што викам јас за заврбување, макар и на еден новодојден затворник, а тие новодојдени затворници ги имаше од разни провениенции, со разна интелектуална и политичка култура, така натаму. И на нив на спротивна страна бевме ние, они беа високи интелектуалци, они знаеа и за историја, ама историјата знаеме дека како се пишува, дека таа има и фалсификати, а ние имавме срце големо, фанатизам и ние со практичниот живот, со саможртва, кога ќе се карцерува некој, се знае кој иде у карцер. Кој ќе дое април месец, треба се прави бригада на Циглана, па се знае кој е списокот наш. Треба се крши камен, се знае кој ќе да таму. Значи ние со пример го докажуваме тука и уживаме голем авторитет во затворот. Оние водеа таа пропаганда и бевме дистанцирани и дури бойкотирани едни од други. Ние не зборувавме едни од други, бевме толку, што се вика, завојувани, но ние за нив бевме србоманчета. Оглавно бевме ние млади, србоманчета или србокомунисти. Но од новодојдените, новосудените за идеите на ВМРО, за тој мој период од 7 години мислам дека имаше 5-6 души осудени за тоа дело. Од тие неколку илјади да ги наречам, беа сите вака фанатизирани македонци. Со исклучок на 20 души. Помлади и постари, кои си се чувствуваа дека се бугари. И тие се одделија, отидоа во тоа јато, кај што им одговараше со високите интелигенции и така натаму. Има и денеска некој се наоѓа од тие. Ние од тогаш дистанцирани и денеска нити се поздравуваме едни со други. Ние не существуваме. Не се љутам ја на некој дека е бугар, нека биде, тоа е негово право, или некој србин. Али се љутам кога ти водиш пропаганда и игнораторски се однесуваш према ова, да не кажам, посебно парче македонска земја. Ние немаме резервна татковина. Ова е и само ова е. А некој ако има резервна, дали му е тоа Србија или Бугарија или Грција, тоа не е проблем на македонскиот народ. Проблемот на македонскиот народ е ова парче земја, да ние обстоиме тука. И затоа, а во тој дел ние за УДБА ние представувавме опасност. Они нам ни викава. У тоа тепањето имаше, да кажеме, секој од тие офицери на УДБА имаше по 10 души од тие од нас доморовци кои знаеле колку влакна имаме, колку забијаме. Све знаело и бевме под постојан третман. Вика, ние немаме проблем со тие што се бугаромани или бугарофили. Имаме проблем со нас. Од знаеме бугароманство до бугарофилство, тоа е од живеена работа. Повеќе или помалку. Тоа е на залез. Ова е лошото што вие не ги матите водите. Ова е македонскиот, не македонската нација, вика ние сме македонци, али сепаратизмот дека вие сакате одцепување, тука вика ние тука се разидуваме. И за това или ќе станете Југословени или ќе ве нема. Значи, тој беше третманот. И тука беше таа дистинцијата. Кога сме кај дистинцијата, редно е да одбележам и обичниот гледател што ме гледа, ќе каже, добро, господин Гашев, кажете нешто и за србоманството. За затворскиот период. Затор на вистината морам да кажам. Озна и државата имаше различен аршин на третман. За време бугарска окупација во Македонија партизаните се бореа против окупаторот. Но овде имаше и Драјчевски бригади и така наречен Вардарски корпус со 1000 четници. Тоа малку се пишува во литература. Тие бригадите четнички се бореа против партизаните, против македонштината. И кога дојде ослободувањето, бугарските соработници, дури македонската озна отиде од Бугарија да ги донесе, што е некаде исправно. Злосторникот треба да дое да одговара дури на местото на злосторот.
А злосторниците од српската окупација и соработниците на српската окупација, ова иста власт не отиде да ги донесе од Белград и да ги суди тука. И тукашните соработниците им суди. Од окупација една и друга, соработници еден и друг. Туку тие тука што беа високи полициски началници, тие слободно шета по Калемегдан у Белград и у Скадарлија. Значи, тука власта македонска, али тука мораше да се прави лицемерие и додворување, што викат на телевизија, умилкување. Оти сме ние сега братска заедница и секирите да не ги многу вадиме и дури не се викаше српска окупација, се викаше бивша Југославија. Што не може да биде бивша Југославија, ако е српска окупација, бугарска окупација, грчка, турска и така натаму. И во тој контекст треба се признае да од тие сите четнички бригади вкупно 10 души имаше осудени, 10 души. Значи, оваа власт на србоманството гледаше многу по-комотно, дури и по-благонаклоно, и многу проориентирано просрбомански, они си беа, да кажеме, и беа добро поставени во таа братска заедница, каде нормално беше доминантна беше најстариот брат. Така да тука, затоа ние во Идриза имавме само 10 души, тие беа игнорирани, немаше со кого да се ние расправаме, а овие беа 1000 души со кои се ние расправаме, а и таа генезата со таа литература, со Ванчо Михајлов, со Црнушанов и така натаму, тоа е присутно дури и ден денеска. И тоа денуцијанство после си допиваше и други размери, провокативно, провокатори, не провоцира. Нам ни беше дури несватливо, ни беше забрането, не со наредба, ни беше забрането да контактираме еден со друг, затоа што кога ти не видат некој дека ние денеска двојца сме биле заедно, сме шетале, утре веќе не викат нас двајца да не прашат што сме зборувале. Значи, не ни се дозволуваше да зборуваме за политика. Наспроти да кажеме кога комунистите лежале, они наистина лежале затвор. Нивните тортури завршувале со пресудата. Па они имале универзитет натре, па они го преведувале Капитал, па они натре се цртале, се сликале, па кели, па се организирале. Па на нас не ни дава, само ние со Ишарец се договаравме, ние што треба да работиме, нешто да работиме. Ни инсценира, мене посебно ми инсценира тамо, дека сум организирал саботажа во столарската работилница во Препород, наводно сум ги горел готовите парчиња скроени за мебел, за другарите мебел тамо се правеше, и сум ги одвртувал машините, да ми најдат само начин за да ме претепат и сакаа повторно да ме обвинат за саботажа. Ужасатите им монструозни работи се работело тоа. Али добро, ние тамо знаевме да се вардиме, тие беа се знаева тие провокатори, тоа беа бележани луѓе, така да ние длабоко, што се вика, се контролиравме. Ние не бевме тамо никако организирани, немаше потреба да се организирани. Организацијата наша беше невидима, тоа бевме сите ние. Сите се знае. Денеска ќе да е група, да кажеме, од еден град друга, нема потреба да се прашува тоа. Се знае, само станемо мотивирани македонци и тука се тура точката. Тука само после ние околу тоа ќе се движиме, околу тоа ќе правиме муабети, ќе се бориме со другата страна или ново дојде ново. Така да тоа така се живееше. Не бевме ние тоа така организирано, со клетки, со натре, со организација, со тројки, петорки. Немаше потреба. Го дочекав мојот ден Д и го напуштив поправителниот дом после 7 години издржана казна. Чувството беше поматено, не знаев дали да се радувам или да тажам. Да се радувам, оти излегувам надвор од зидините, да живеам нов живот, а да тажам, прво да тажам за младоста дека остев тука и што е најважно, жалев за моите другари кои останава и понатака да шмајат во затворот. Така да се тоа чувство се преплетуваше и не можам така јасно да го дефинирам дали повеќе сум се радувал или повеќе сум тажал. Секој случај, од овој ден да почнуваше нов живот и нова борба во смисол за екзистенција, борба да се доживее и преживее животот. Се вработив што се вработив во однос на политичкиот живот. Влегнавме
во еден вид длабока илегала, длабока самоизолација. Затоа што знаевме дека бевме под будното око на власта, чувствата си ги, што се вика, зацементиравме, тие се наши, си живеевме со нив и у нашите контакти кои беа строго дозирани контакти со другарите и така живеевме со таа идеја наша. И се разбира со очекување од и надежда последна умира. Као што дочекавме, дојде плурализмот, се растори комуничката империја, пропадна Југославија. Во таа фаза јас почувствував, бар за себе си, дека имам што да кажам, сите имам што да кажеме. Почувствував дека имам исконски да сакам да кажам. Да кажам таа вистина за тоа што за овој период од 55 години, од кога сме затворени, многу луѓе изумрева. Останавме многу малку, недокажани, игнорирани и ден денеска уште никој ни добро утро не ни вика. Дори некој сака и пресуѓето да не ги избрише, да ни направи услуга, да ни го врати угледот. Јас зборувам за себе. Јас мојата пресуда крваво сум ја заработил. И мојата пресуда само јас можам да ја уништам. А нема никогаш да ја уништам. Таа ќе урамам, може поколението да не им се бендиса. Мојата пресуда е мојот идеал. Мојата пресуда е мојата политичка доноровска лична карта. Во вечерашното издание на емисијата Zoom во рамките на Лавиринт на Канал 5, гостин е господинот Ефтим Гашев. По струка е економист, според моменталниот статус пензионер и пред се публицист и писател, човек кој во изминатите десетина години често можевме да го прочитаме во нашиот печат со поинакви ставови за многу настани од нашата понова историја, поинакви од оние кои до пред некоја година нели официјално ни беа представувани. Господинот Гашев во секоја пригода со гордост истакне дека е осуден на 12, а издржал 7 години строг затвор веднаш по војната заради неговите идеи за самостојна, суверена и независна Македонија надвор од рамките на ФНРЈ. Но и во секоја пригода исто така ќе го демантира податокот кој смета дека е импутиран
дека ја гледал Македонија на чело со Ванчо Михајлов. Во 90-тиве години ќе биде еден од иницијаторите за основање на Демократската партија на господинот Петар Гошев, но сака да потенцира дека самиот тој се чувствува како некоја своја партија, политичка. Господин Гашев, нешто да додадете? Ке ве најавив како писател и публицист. Уште некој елемент од вашата биографија? Преди се, почитуваните гледачи на телевизијата Канал 5, сакам да ги поздравам со неколку афоризми од мојата најнова книга Драпаници. Кодошлокот е дарба Божја. Мал народ, големи кодоши. Јас сум дете на контрареволуцијата. Би ја запалили пепелта на досието, за да на Фениксот не му дадам шанса. Каква крчма, такви патриоти. Сенките на обесените не паѓат врз джелатот, туку врз совеста на историјата. Добра вечер. Благодарам на поканата за гостувањето и на пријатниот разговор, иако темата претпоставам дека нема да биде можне пријатна. Пријатна. Непосреден повод, еве, покрај оваа промоција на своевиден начин или на вашата најнова книга Драпаници, книга со афоризми, мислам дека промоцијата е следнава недела некаде. Сепак непосредниот оној политички повод ни е темата досиеа или на новите законски проекти на оваа влада, со која нели треба да, како што тврда, да се затвори една страница од нашата историја, оној период во комунизмот, во еднопартискиот систем, кога беа прогонувани идејните противници на единствената тогашна партија на власт. Спред некои ваши изјави, господине Гашев, во јавноста, имам впечаток дека не сте баш приврзаник на овој процес, отварање на досијата. Зошто? Темата досија е комплексно прашање и мислам дека сегашнава иницијатива за отварање, така наречено отварање на досијата, нацртот го немам прочитано и мислам дека е хендикеп што јавноста не е запознаена со самата содржина, а преку содржината и што е целта на овие закони. Лично, бидејќи сум човек кој сум преживеал многу во времето на оваа диктатура на пролетаријатот и каде досијата биле еден од сегментите на содржината на таквата диктатура, има многу поинакво мислење и многу пошироко и многу подлабоко од колку сега за мене минорно прашање да се отворат досијата, кој кого кодошел, како го кодошел и така натаму. И јас се залагам, иако не представувам никаков посебен фактор за да можам да кажам се залагам во име на некого, јас се залагам со оглед да за време на овој тоталитаризам кој е бил тука 40-50 години, дека тука се случувале многу работи кои биле сојствени на тој режим. И јас се залагам за така наречено отварање на големото досие. Под големо досие мислам за многуте компоненти кои го краселе под наводници тој режим, каде зад себе тој режим ја оставил многу енигми, оставил многу отворени бели или црни петна во нашата историја. Затоа јас лично, да не останам впечаток дека се оградувам од ова. Јас сум за поширок приод, затоа што има многу елементи кои остануваат недоречени. Има многу енигми, да не ги наредуваме. Јавноста горе-долу и знае. Поготово ако се знае дека нашата историја е пишувана едносмерно, еднонасочно е пишувана. И до денеска горе-долу работите одат во континуитет. Онова што мене, да кажеме, малку ме иритира и што не сакам, не да имам некоја резерва, што не сакам баш да се вплеткувам во оваа проблематика, е една индикација дека вика станува збор за 14.000 досиеа и тоа се мисли на полициски. Па ве молам, ја тоа го реков во една прилика да го искористам сега да кажам, дека 14.000 досиеа во Македонија за време од 50 години на тоталитарниот режим југословенско-македонски, па тогаш ние треба да влеземе во книгата на Гинис за рекорди,
дека во еден тоталитарен жесток Режим. идеолошки режим, дека имало само 14.000 спротивставеници на таа идеологија. Колку според вашата предпоставка? Према има? предпоставка, прво многу е индикативно што дали предлагачите или актуелната власт, мислам и тврдам за некои работи, државата точно знае по својата евиденција да земе првиот ешалон на луѓе во оваа држава кои имале досие. Тоа е ноторно. Мислам, сите оние кои се осудувани за овие 50 години од идеолошки причини, тука се првенствено спротивставените на решавањето на македонското прашање во југословенски стил. Значи, луѓето кои се бореве за самостојна Македонија, држава на македонскиот народ, народ македонски со македонска национална свест. Тука се сите други кои се спротивставуваа на тоталитарниот идеолошки режим. Па тука се и луѓето кои се спротивставија на резолуцијата, односно се луѓе жртва на информировската резолуција. Тука се, да кажеме, луѓето кои се спротивставија на експерименталниот закон за кооперацијите, колективизација на македонското село, што е причина што ние го пропастивме селото благодарејќи токму на тој закон. И нормално таму масовни бева апсењата. И ред други националистички, тука бева, да кажем, исто така луѓе и од другите националности кои исто така на одреден начин се спротивставува на тој режим. И сега, ако дојдеме од таа ситуација, да сите тие луѓе што е нормално, кои излегле од затвор, само тој ешалон да го земе, нормално е да тие луѓе имат досие полициски. Да не збориме што треба да се разговара посебно и за судските досие. И сега кога збориме ние за и сега колкав е бројот на луѓето што биле осудувани од идеолошки причини, бројот. Тој број, аналогно тој има досие, тој број треба да го каже самата држава. За илустрација, јас имам тука, да кажем, едно мое уверение за судимост негде од 75-6 година, кога ми требаше за вработување. Значи, државата во својата казнена евиденција има уверение, кај што вика Евтим Гашев, по татко тој, мајка тој, суден 45-6 година на 12 години за кривично дело учествувал во ВМРО. Значи, еве е појдена точка. Извадите, не треба досијата ќе збориме понатака. Прво да го видиме списокот на судените лица. Мислите дека дури и судените се повеќе од 14.000? Па ви се молам, па немојте да па тоа е илузорна ситуација. Тоа е 14.000 за 50 години, тоа е 0,7% од населението во државата. Добро, доаѓаме до прашањето. Каде се тогаш сите тие досие? Многу било интересно да јас прашам. Јавите ме да Имате ли предпоставка? Да. Јас овдека имам материјал што не сакам да го замарам аудиториумот. Да, овој материјал е вашата евиденција што Ова ја све водите што со сум сите. напишал Така. официјално и што е публикувано и што против мене се пишувало, се разбира, тука има жестоки работи, предавство Гашев, Гашев разбойник, Гашев гестапо и така натаму. Овде кога еден новинар, писател Миневски, пишуваше една поголема репортажа каде се гробовите на судените ВМРО-вци, и таму се изјаснуваа повеќе наши другари затворници и еден двајца од провениенцијата од офицерите на УДБА, едниот одговори, тоа е со име и презиме напишано, непријатно сега да го ја именувам, кој вика: многу жалам што ги нема досиеата, кои досиеа исчезнаа некаде во Босна, некаде 50-тите, 60-тите години, кога тој офицер тврди. А и народот овдека зборува дека кога беше инвазијата врз Чекословачка, масовно дури кажува дека камиони носева досие во железарница да се горат. Така да, нека По кој држава... критериум се носени, например, еве останати се околу 14.000? Ја мислам дека се останати најбаналните. Дали вашето досие го сметате во баналните или во Не, јас... крупните? Иако треба да бидам категорички дека јас имам досие, да не бидам вака малку и малициозен, претпоставам да и денеска може да имам досие, и вака сум незгоден со своите искази, вечен опозиционер и така натаму. Кога би се виделе тие, тогаш можел да кажем, ја познавам луѓе, да кажем, во мојата книга, оде нашата кауза, имам над 3000 души кои поминале низ Идризово за тој мој период.
И би било индикација кога тие луѓе што ги знам, и да кажеме вториот дел на луѓе кои би требале на вашето прашање да имат свое досие, е логично. По моја евиденција, не евиденција никаква пишана, али по мои согледувања, најмалку за периодот овие 50 години е мала цифричка, да имало 30.000 осуденици. Тоа е минимумот, смета. Да, минимум, смешен дури. За тие 30.000 што биле во затвор од идеолошки причини, нормално имат досие. Дали вашето досие Јас не сум толку скромен. Моето досие е сериозно досие. Јас сум одробувал 7 години во Идризово, свесен, не сум јас заскитал во Идризово. Јас сум членувал во една илегала која е формирана 38 година, се разбира, ја формирал Трајко Попов и Борислав Градишки, кој Трајко Попов е стрелан 46 година, Борислав Градишки одлежал 12 години. Така да тука ова не е сериозна работа. Тие досија се многу сериозни. Не, бидејќи рековте дека оставени се оние баналните, затоа оставени се баналните за тоа што гледаме сега известна доза на политизација. Каде сега поети да кажеме овде да се, така да кажеме, ако стрешуват и околу кодошите, да се знаат кои се дошите, кои се што се. И тоа добро треба да се знаат. Али да отвориме тогаш треба многу други работи. Имам вака представа дека жолцна е расправа од поновото време, каде поети има впечаток дека станува збор за една кариеристичка манипулација. Да кажеме манипулација задите или 20 на години, каде да кажеме и во таа сферата на високите интелектуалци, каде меѓусебно се кодошеле кој како повеќе ќе авансира у тој поглед. И за тоа тука се алудира да ги видиме кодошите. Ако збориме за кодоши од 45 година до сега, повеќе од пола кодоши, што е нормално, и од тие луѓе со досие, биолошки тие се веќе изумрени. Сакам да дојдам до цифрата, вака ќе биде многу краток. Значи, ако по мојата вака груба информативна сметка судени по идеолошка причина 30.000, а државата преку казнена евиденција може да каже точно, практика е секаде, каде се затвараат луѓето и судат, обично има многу повеќе затвораат, а помалку се судат. Нашиот процес затворени бева 30 души и судени 11. Ако земја таа провениенција, која изгледала од затвор после исследувањето, а не осудена, да земе само по еден човек, да и понатака бил во казнена евиденција, тоа се нови 30.000, тоа се 60.000 души. Ако земеме, што исто така еден ноторен факт, да во секоја куќа кај што имал осуденик, па најмалку по еден уште човек, да не кажам, ние сме четворица браќа, и јас сигурно мислам дека и моите браќа имале досие, затоа као жртви, да кажеме, на својот брат. И ако земе тамо по еден човек од фамилиите на судените, тоа се нови 15.000, ќе дојдеме до колку била тамо таа цифра, и да земе уште 15.000 обични кои се надвор од судените лица и надвор од фамилиите и така натаму, доаѓаме 70-80.000 досие. И ако земеме под предпоставка на еден со досие, еден кодош, тоа се, да кажеме, 150.000 души. И сега што е целта? И сега да ги отвориме досијата. Да ги отвориме, да прво што е целта. А зашто, да, се извинувам. Да. Рековте дека уште во 50-тите години голем дел од досијата се носени во во Босна, така рековте. Да. Така пишува офицерот на УДБА. Така. Го пишува тука. А ние сите тоа зборуваат тогаш дека се горат досијата. И самото тоа што се вика дека има 14.000, тоа е смешна работа. Почетокот на 90-тите се говореше дека и во тој период добар дел од досијата некои тврдат дека биле уништени. Па сигурно тоа се тие филува, тие се чешлат, тие која власт како ќе дојде така со нив манипулира. Дали Евтим Гашев ќе отиде да си го види сопственото досие? Јас реков во овој афоризмот да дури и пепелта на досието би ја запалил, на Фениксот да не му давам шанса, оти тоа е зло, досијата. Али нема полиција која не води досие, нема полиција која не прислушкува. Тоа е нормално, тоа е ноторно. Како рекоте, мала држава, големи кодоши. Мала држава. Ги знаете ли вие вашите кодоши? Па видите да ви кажам, јас ги знам, али не ги знам сите, тогаш би се уште поголема траума. Станува збор, ако доробме до 120-30 луѓе кои би биле инволвирани со као кодоши, јас се извинувам што така ќе ги речам, или третирани условно информатори или информатори, подкажувачи и така натаму, денунцијанти. И овие што имале, и кога имаме денеска ситуација да повеќе од половината се изумрени, и сега со обеледенувањето колку се виновни тие нивни наследници,
поколението и внуци, што дедом во одредени услови станали ли кодош, имал ли досие. А морам да кажам, знајќи ја практиката во тоа време, да голем број од тие кодоши, зборам првите револуционерни години, првите 10 или 15 години, повеќе од пола кодошите станава прво тоа прогонувани луѓе. Тоа се луѓе сигурно што имале и досиеа. Прогонувани Мислите под присила станале? апсолутно под кодош? жестока присила, па присилата и во затвор се вршеше меѓу нас затворниците. Ќе ви дадат еден пакет да примите повеќе од дома ако бидете цинкарош, така речено, ако бидете подкажувач. Ќе ви дадат едно видување повеќе ако земете својот другар тука кој се измачува покрај вас да го вие кодошите. Ќе ви дадат да кажеме парче леп поголемо, значи тоа беше систем. Беше систем да во секоја фамилија има кодош. Да, но значи кодошите можеа да направат успешна кариера во тој систем, така. Па има нормално од меѓу кодошите има и луѓе и кариеристи. Има луѓе да кажеме кои идеолошки бил противник. И тој вика да ги гонам ја, тие ми се идеолошки непријатели. А сметате ли дека е во ред сега оној предлог дека секој човек кој нели планира да се кандидира на некоја функција во државава, ќе треба да напише изјава дали соработувал со службите во тоа време за безбедност? Значи, ќе направам чекор поназад малку. Кога зборуваме, и тоа ме иритира, затоа не оставам впечаток дека или сум нејасен, или оставам впечаток дека не се баш изјаснувам. Ние зборуваме луѓе што имале досија као идеолошки непријатели на режимот, не на државата, на режимот, и кодошите услови да речеме. А што станува со луѓето кои бева инспиратори, иницијатори и кои ги водеа досијата? Кои ги, да кажеме, присилува оние да станат кодоши? А тие немаат Па тие, собствено прво, досие? тие не се третман на законот. Тие се во сенка. Па ви се молам, кодошот е виновен, али тој што создал кодоши, кој што ги организирал, кој ја правил селекцијата, кој да има досие, кој да нема досие. Но господин Гашев, тоа е, ајде да се изразам така, имидж на тој систем еднопартиски. Сите овие земји, нели, комунистички, функционираа по тој принцип. Да. Па ни Македонија не се разликува на тој план. Веројатно не се Госпоđа- изум на еден човек од нашава држава. Госпоѓа Јадранка, Тоа е стил на тоа владење. морам да кажам, нема да кажам ништо посебно. Кога ќе падне тоталитарниот режим, дали е фашистички или комунистички, и уопште тоталитарниот режим кој ќе падне, тој еден слој, горниот слој, тој се демонтира. И доаѓаат нови луѓе, доаѓаат луѓе неоптоварени од претходната идеологија. Доаѓаат луѓе со нови идеи, луѓе демократи. И тие луѓе кога ќе ги отвараат досијата и кои ќе имат третман на досијата е едно, а друго е континуитет. Ние да кажеме владеачката номенклатура која беше 50 години и новите партии кои доаѓаа да кажеме или СДС, ќе кажа дека сме ние континуитет на претходот. Тогаш што ние да збориме за отварање досија или сега целата дискусија треба да се сведе што ме вие прашувате дали високите функционери треба да ги отвориме. Па многу сме сентиментални и сакаме да видиме само кај функционерите. Па зашто не го отвориме да кажеме и оној обичниот човек што не можел глава да дигне 50 години, тој и фамилијата негова. Него го ставаме тамо некаде у сенка. Не е важен тој што е неговото досие. Него е важно сега на некој професор дали ќе биде функционер или не ќе биде функционер. Не, на таквите луѓе поентата нели да не им се даде да ја водат државата. Па не само такви луѓе кои за тоа треба, јас реков, еден комплетен ешалон. Јас сум зборил со председателот Глигоров. Му реков председател, вие не може да бидете мој шеф на држава. Па вие бевте, му викам јас, вие пиете шампанско кога се слави самостојна Македонија, а вие пивте шампанско и со Тито кому го давте третиот орден за народен херој, а јас и ние во Идризово за самостојна Македонија. И вие шеф на оваа држава. Господин Гашев не беше тогаш на плоштад. Молам? Не бевте тогаш на плоштад. Бев, како да не? Како да не? Не бевте на бината. Па добро, јас сум свесен дека секој не може да пие шампанско. И не претендирам дека сум јас. Иако да кажем во однос на некои други, сигурно би ми било многу поубаво местото таму. Што мислите за идејата дека ако веќе ги отвараме со работниците нели на претходната служба за државна безбедност, треба јасно и гласно да се кажат и кои се луѓето од власта кои пак соработувале со некои странски безбедносни структури. Нели, на најновиот закон вака одговара опозицијата.
не сакам да оставам впечаток на малициозност. Ако тоталитарниот режим, со самото негово име, со таа диктатура на пролетариатот, тој за 50 години делувал жестоко. У таа жестокост со судски манири, без судски манири, луѓето прогонувани, стрелани, убивани дури за време издржување на временските казни. Не заговарам, па мора ли кога ќе се смени режимот да некој барем да каже, ние викаме се смени режимот, оти било едноумие. Па не е доволно тоа било едноумие. Па у тоа едноумие луѓе загинувале. Па уште не се знаат гробовите на луѓе убиените. Треба ли некој кога доаѓаме на демократија, ние зборуваме да го отвориме досијата и Прашањето ми беше за соработници со странски тоа е разузнавачи. веќе другиот дел. Него јас да се вратам за ова. Не, ќе Треба ли дојдеме некој- до таа сега да тема. кажам, треба ли некој па да даде отчет, макар и формален отчет, што се случувало во 50 години? Треба ли некој да одговара? Треба да одговара некој историски, некој да одговара политички, па ви се молам, мора некој да одговара и кривично, ако убивал. А ние за тоа не зборуваме, викам сега, кој кодоше, што правеле, кој на некоја слава, некој нешто рекол, потишол. Некои работи. Дали да речеме сега ќе се наблюдуваат од некој друг агол или со поинаква светлина, се осветлени. Знаете, пак ќе кажам, неубаво да кажам. Што е со тоа големо досие? Сакам, еве, сосема кратко. Јас Сизифовски ја гледаш, Го Сизифовски отворивме ли големото досие? Не. Јас Сизифовски залагам за демистификација. За мене луѓето кажуваат дека он Гашев е нихилист, НОБ го. Јас и НОБ го почитувам оние реалните граници, а сум против глорификациите. И сум против оти тоа на НОБ-то му се дават многу елементи кои да кажеме и не се такви. Од тој аспект сакам да бидеме скромни. Не се слагам со цифрата Македонија излезла војната со 100.000 борци. Немојте, па живи луѓе сме ние. Кога 43-та година на 18 август, кога ние го славиме денот на македонската армија, кажуваме официјално дека тогаш е формирана поголема воена единица баталјон Мирчаце од 205 души, за кој јас села почитим одавам. Али не може да прифатам да за една година станале 100.000 души, ве молам, и дека се загинали 25.000, да не создаваме мистика. Јас со тоа сакам да кажам, а реално да кажеме. Има луѓе загинати, точно така. И треба се каже, или тој фашистска окупација, така натаму. Има Добро. Јасно се. Вие имате така. Вие Јас за имате 10 години свои се борев гледања на за прашањето. тој период. Јас за 10 Зошто години. не се отвори за овие 10 години големото досие, нели? Па јас Сизифовски така како сам за себе ќе дојам во ситуација дека јас наводно својата суета сум задоволил, сум напишал. Али ја тврдам дека сум напишал автентично. Во онаа книга реков има 1100 имиња од разни провениенци. Книгата е стара 5 години. Никој не се нашол побуден, настрана што никој не е ни пофалил, побуден од другата провениенција да ме тужи за клевета. Ја кажувам тамо кои луѓе се убијани. Ја кажам луѓе кои да кажеме тогаш го спроведуваат тортурата. И Никаков ефект од никаков ефект, што е ефект? ова ваше искажување. Ништо, тоа тамо може да кажеш Гашев, ти може да си правиш барем сумот. Јас имам обврска пред себе си и пред таа наша генерација која е на домирање, поготово тука има една голема фалинка, тука има голема импутација дека ние судените за самостојна Македонија. Судените како македонци со големо М, македонци со македонска национална свест. А импутацијата ни беше не толку импутацијата од Бугарија, импутација беше од власта каде ни се да се компромитира идејата. Нам ни се кажуваше тие биле за самостојна Македонија, а биле со Ванчо Михајлов. Што е ние врска со Ванчо Михајлов? Ванчо Михајлов е представник на една туѓа опција. Ванчо е представник на една велико бугарска антимакедонска опција. Ние со него немаме ништо заедничко. Вистина е тоа што ние у затвор се судривме со провениенцијата на Ванчо Михајлов, тоа беа соработници со бугарскиот окупатор, кај што ние немаме никаква врска. А бугарскиот
бугарскиот тој така наречен научен институт, он издава разни книги и едици, кај што вика сите тие кои се побуниле против титоизмот во Македонија и за самостојно, уклучувајќи ги имињата на сите нас тамо, дека сме сите ние борци за бугарштината. Па ви се молам, тој не само што е нонсенс, тој е криминал. Дали сте вие за тоа ново препрочитување на историјата? Изјава што ја даде пред скоро година дена министерот за иселеништво Мартин Треневски, кога овде гостуваа представници од НПО. Зборот препрочитување има, треба да разјасниме кој што подразбира. НПО. Сум пишал, сум кажал и ќе кажам. Тоа е филијала на врховистичкото крило на ВМРО на Ванчо Михајлов. Формирано од Ванчо Михајлов, односно од Јордан Чкатров, со кого сум имал јас можност, у затвор сме биле заедно. И човекот ми ја расправал и тој се изненади кога му кажав дека сум јас за самостојна Македонија како македонец. Па вика ти, какав си ти? Какав българин си ти? Тогава ти си србоманин, вика, или си комунар? Како викам србин или комунар? Значи, НПО е јасна и сега препрочитувањето зависи ако некој сака да ја препрочитува македонската историја, за да најде у македонската историја туѓи корени на македонскиот народ, во случајот бугарски, тоа исто така за мене е, да го наречем и предавство. Ќе бараме бугарски корени. Па ние у етногенеза со бугарите немаме ништо заедничко. По етногенезот, по науката, се знае како е формирано бугарскиот етникум. Добро, тога што ви пречи, ако е тоа нели така? А јас викам, за препрочитување има простор. Има простор за тоа што и ова што збориме. Тука имаме ние енигми. Тоа е историјата. Енигма Ченто, енигма Шарло, енигма Рацин, уште за ташко работа. Енигма Венко, енигма Шатев. Тоа се све работи кои треба во историјата да се малку да се објективизираат. Зошто овие 10 години плуралистичко живење не придонесоа да ги расчистиме ваквите енигми? Тие се отвораа вака во јавноста. Ништо се отвора вака учаршиски муабети. Никој не напишал да кажеме книга да кажеме да земе сега една анализа политичка анализа, да каже да го земеме сега само Ченто да каже првиот председател на Македонија. Сега дури преди неколку месеци искочи книга од неговиот син Илија, каде ги има искажувањето на Ченто. И ви се молам, значи, тоа треба на државно ниво, на ниво на институција, дали е тоа институт за македонска национална историја, да се работите, разгледат не со тенденција да бараме туѓи корени, да бараме вампири, него да ја бараме вистината за тоа што и во поновата историја има вистина, има и невистини. Па ви се молам, Ченто одлежа, јас сум со него бил заедно, нели? И грубо е речено лежа. Ние не сме лежале. Ние сме работеле жестоко и нашите пресуди беа тешко присилна работа. Ченто одробува 10 години од својата казна, 11, и на крај, кога Ченто веќе умре заболен во Идризово, и обвинител вика, јас се откажувам од обвинителниот акт и сега Ченто е несуден. Па што е тоа, ве молам? Што е тоа? Не би Ченто виновен. Па зошто го судивте, господа? 10 години го судивте. А такви се другите и случаи, дајте ги ние, тоа е до големото досие да ги отвориме. Но што предлагате? Па ја не сум фактор никој што да предлагам. Вие како поединец имате своји погледи, вие напишавте идеја во вашата книга Нашата кауза. Полемизиравте доста повесниците, се јавуваа од Сојузот на борците, различни гледања. Новиве генерации што да помислат, еве? Секој тврди, секој има свој став, секој тврди нешто. Вашиот предлог конкретно, како да ги симнеме овие темни петна од нашата историја или да ги расчистиме тие енигми на одредени личности? Јас лично им се извинувам на младата генерација дека ги замараме и малтретираме со оваа тема. Оти они не се оптоварени со овој проблем и они овој проблем го имат расчистено и решено. Нема проблем кај младата генерација, уклучувајќи и моите деца и сите други, по национално македонско прашање, тоа е јасно, појасно. И ова е наша дискусија и опште препукувањата за нив се смешни работи. Али ние
или што веќе председател на држава, да оставиме историја, да гледаме напред. Нормално мораме да гледаме напред, али мораме некои табу теми да ги решиме. Не можеме ние да кажеме да идеме напред, а од друга страна македонскиот литературен јазик у најново време го ставаме во позиција на административно решавање дека тој е јазик на устав. Ако немаме устав, немаме ни јазик и така натаму. Или пиринците, македонците у Пиринска Македонија не се грижиме за нив, тој е имиджот, гледајќи ја работата во иднина, откажи се од правата на пиринците, егејците и така натаму, но ние да гледаме иднината, па ние како ќе ја правиме, ова е наша држава. Така. Господин Гашев, сметате ли дека треба малку поинаков пристап и во нашите учебници по историја? Еве, ќе дадам за илустрација. Ние се знаеме за сите француски кралеви, нели, колку жени имале, колку деца, што сакале, какви склоности, од Наполеон да не ги редам, руските, исто така, цареви. За нашите личности од историјата, еве, Гоце Делчев, не знаеме ни дали бил женат, еве, вака малку ќе карикирам, но некако само се истакнува револуционерната борба, како да се плашиме, нели, да ги прикажеме како нормални луѓе кои имале свој приватен живот. Точно вашето прашање е во контекст на целокупната оваа ситуација и во окупната агитпроповска пропаганда. Историските личности ние не сакавме да ги третираме со сите нивни благородни или да кажеме со нивните мани. Сакаше идеологијата едната па и денешната да се историските личности третират и користат во пропагандни цели, глорифицирајќи дури и некои работи, така да беше споредно е тоа било дали Гоце Делчев бил женет или не, али за обичниот човек, за генерација која доаѓа, моите внуци ме прашуваат: дедо, прочите ми нешто за Гоце Делчевот и чијаме сега годишнина на смртта, што да му ја кажам кога у тоа пишува едно те исто и така натаму. Значи, ние треба преку демократијата не како анархија да влезе во науката, него во природот да влезе. Не треба во природот историски научен да биде доминантен политиката и идеологијата, што е резултат на тоа кое вие го кажувате. Така. Неодамна имаше една трибина за дисидентството во Македонија, па ме интересира и вашиот став. Имаше ли дисиденти во тој режим овде? Прашањето го поставувам бидејќи пред неколку години, читајќи некои книги од Запад, единствениот дисидент кој Запад го признава во бивша Југославија е Милован Джилас. Меѓутоа, по падот на комунизмот овде еден куп луѓе се пријавија како дисиденти на, нели, тој систем. Гледате дека се смејам, нели? Да, смешно. Прво по лексикографски, дисидентството е отпадништво од една идеологија. Генерално. Ние тука за Македонија или за Југославија, затоа Джилас ја спомнат таму, станува збор за отпадници од идеологијата. А бидејќи била една партија во Југославија и во Македонија, станува збор за отпадници од таа партија. И бидејќи на тој симпозиум, не беше симпозиум тркалез на маса, бев повикан јас, и јас реков, мене местото не ми е овдека за тоа што ако Македонија по овој тер кои се дисиденти, јас не припаѓам на дисиденти од ваков калибар, не сум бил член на СКМ. Тука за дисидентство може да се збори на релација во Комунистичка партија, луѓето прогонувани по информбиро и другите не прогонувани, тие, значи овие информбировци би требало да бидат дисиденти во таа смисла. А ако би го тој третман прошириле на државно ниво, ја би може себе се почувствувам дисидент на државно ниво, од јас сум се скарал со државата, сум се јас одделил од државните погледи на решавање на моето национално македонско прашање. У тај смисла јас сум дисидент. Така. И сега, и овде кога јас видов составот тука и се прочита една информативна листа, од тоа беше идеја на некоја асоциација од Полска да и Македонија за некој алманах треба да даде имиња на 15 дисиденти и луѓето од Македонија како што сум надал Господ. И видовте голема мака. И не можеме тука да разбереме кој да влезе натре и неубаво да кажам, луѓе кои биле водечки личности кои биле во комунистичката идеологија во Македонија, кои не се судриле они по програмата на комунистичката идеологија, па станале дисиденти. Они се судриле во самата идеологија, по некои идеолошки финеси.
Така да не ги работите сега или се спомнува тамо, па либералите од 70-та година, па тие либерали беа исто комунисти од комунистичката идеологија. Вие не ги третирате либералите од 70-тите Па тие се исто, тие се исто припадни, па тие се како се ги дисиденти споменуваат Чокревски, Мирчев, Димитар Димитров. Па да, тие може да бидат Според вас дисиденти. не се дисиденти тие? Тие би може да бидат дисиденти ако ја напуштиле партијата, се скарале со партијата и да напуштиле, али колку што знам, многу од нив да кажем се скарале, па флегнале, па биле тамо и карањето не било Джила се скарал со партијата, али тој го игнорира идеолошките погледи комунистички, тој се дистанцира од нив. Овдека не станува збор да овие дисиденти кои спомнате дека се откажуваат од комунистичката марксистичка но наука. според некои критериуми дисидентот сепак треба да биде оставен или без работа, без средства за живење. Ако се земат оние од точно, Русија, се Чешка, одбил. тие главно и емигрирале од земјата бидејќи било Добро, неподносливо. некој емигрирал, некој не. Нашиве под наводници дисиденти сепак и натаму останаа на своите работни места, Затоа јас работеа, имаа затоа се насмеав ја. И поготово не можем ја да бидам, да кажеме, дисидент со, така да кажам, со таа провениенција. Ако станува збор за луѓе кои се спротивставиле на југословенската идеологија, Така. комунистичка, кои се спротивставувале на федеративното уредување на Југославија, каде Македонија е тамо некоја полувазалска држава, тогаш сум ја заедно со едно 10 или 20 илјади души кои ние сме се на одреден начин спротивставиле на таа идеологија. Ние сме такви дисиденти, али не е дисидентство од оној теоретскиот значај. Би се задржала сега на декларацијата што ВМРО ДПМНЕ лани ја усвои на нивниот партиски конгрес што се одржа во Струмица, а која се однесува толкому на осудените лица кои се залагале за самостојна Македонија. Во оваа декларација се предлагат неколку работи. Прво, да се создаде законски основ за бришење на тие судски пресуди. Под второ, право на оштета на овие лица за нанесената штета од тој период со прогонот и посебни социјални права. Значи имаме 3 елементи. Па би сакала едно по едно. Според моите сознанија од она што можев да прочитам, вие сте априори против бришењето на ваквите судски пресуди, бидејќи споменав и во најавата, вие се гордеете со пресудата. Па, целиот овој разговор се остави впечаток дека навистина сум ја вака човек кој се не контраверзен, него да не кажем и конфликтен. Расудувам со свој ум. Ви се молам, декларацијата на партијата ВМРО ДПМНЕ стои дека ВМРО ДПМНЕ сакајќи да им излезе во престрет на борците за македонската самостојност, да им го врати угледот и честа. Значи, нам ни го земале угледот и честа некој и сега најмакедонската партија треба да ни го врати угледот. Мојата чест никој не ја земал. Таа чест ќе остане со мене и ќе умрам со нејзе. Ние сме судени. За моите 7 години можам да кажам да ни затвор продефилира за оваа идеја, ВМРО-вска идеја, се разбира македонска ВМРО-вска идеја, негде 5-6 души, а нека ме демантират некој аргументирано. Идејата е сега да ни се врати честа, да ни се смени статусот на судени лица и да бидеме со статус на несудени лица. И веднаш тоа го предлага во својата декларација ВМРО ДПМНЕ го предлага и тоа треба да иде као предлог у парламентот и ние преку ноќ ќе бидеме со статус несудени лица и ќе имаме совратена чест и достоинство. Зошто се спротивставувате на тоа? Зашто се спротивставувам? Прво, таја нонсенс да некој мојата и нашата пресуда, која е гордост национална, која е моја или наша национална карта, ВМРО-вска карта, документ со кој во еден историски момент се нашол некој да ја прифати штафетата на македонските идеали. И сега тој период историски од 45 година навака
кој ќе ги избришеме пресудите, ќе го избришеме и тој период. Ние осиромашуваме нашата историја, а посебно, кој ќе ми се земе статусот на судено лице за величествените идеали на македонската ВМРО, тогаш няма никој ништо. Да, но ќе ви остане дека сте се залагале за Македонија на чело со Ванчо Михајлов, а вие во секоја пригода тоа го демантирате. Тоа што го некој рекол за Ванчо Михајлов, не сум го јас рекол. Мене никој не ме прашал. Не ви пречи што тоа ќе ви остане во досието, да речем? Мене прво не ми пречи во од ја, судската пресуда. не ми пречи за тоа што ја така не мислам. Јас за поколението сум напишал 100 статии каде не јас. Ние сме се бориле, условно вака или онака, сме се бориле против сите врховизми кои идат на спротивност на македонската национална кауза. И да ви кажам, значи, не ја дозволувам, нека се донесат 100 закони. Мојата пресуда, а поготово како е таа заработена, да ја некој фрли на отпад, па тоа на што личи тоа? Тоа е за мене родопрелюбие. Правото на оштета за нанесената штета и посебни социјални права. Видите. Дали ова идеја ви е прифатлива? Па може ли еден човек со идеал? Или ние тогаш, ја бев на 19 години, имаше мои другари, многу помлади од мене, од сите гимназии од Македонија, деца со куси панталони на 15 годишна, и фалсификувано им ги преправаа години, датумите на раѓање за да можат да ги судат. Па имаше ли цена некој да ги излаже тие деца и нас и мене, дека со пари може да не купат, не со пари. Па мене што ми пречеше да си ја останам тука, да не се мешам. Па ќе си студирам. Јас сум градско дете, сум завршил гимназија, па ќе си бев ќе завршив школи, па ќе бев. Не сакате сега посебни привилегии? Каква привилегија? Па тоа Па како борците по 45-та кои добија, да речеме, Ве молам, па за мене е срамно. Право има ли цена тоа? Па ја што се вика, да бидам вулгарен, може непријатно пред овој аудиториум. Па раката порано ми се исче колку да потпишам на некој платен список да примам за тоа дека сум бил 7 години во Идризово. Па ви се молам, јас преди еден месец бев втопнат на друга емисија да ме снимавме тамо. Отидов, ја видов келијата моја. Ги видов решетките, ги фатив решетките вака и викам: "О, младост моја, многу си студена." Па 50 години јас сум се вградил во таа решетка и може ли мене некој да ме купи се, што да ми даде? Што може да ми даде од мене? Пензијата да ми ја покачи со 1000 денари. Има еден друг мотив. Да луѓето, бидејќи од оваа провененција, имаше луѓе писмени, имаше луѓе неписмени, имаше луѓе, да кажеме, но сите тие беа честни. Тие, да кажеме, дојде у ситуација да и денеска живеат старост без пензии. Тоа се луѓе од селата, да кажеме, каде тој кодошлокот во провинциите е многу пожесток. Тие луѓе до денеска остарени, а знаеме земјоделието упропастено, луѓето не можат, луѓето немат ни социјални примања. Како живеат тие луѓе? А се вградил во таа историја за Македонија. Сакам да кажам, треба социјално да се помогнат луѓето од тоа дури и во член 36 ми се чини пишува, али за тоа никој не води грижа, затоа што од другата провененција овдека се остава впечаток дека има само едни борци за Македонија. Тие борци што бева за Југославија, за Титова Југославија, Титови борци, преку ноќ станаа оморовски борци. И сега вика: "Ти, Гажево, одмори се." Па кога да се одморам јас? Па не ви беа покеев ниту социјалдемократите, Не. сега повторно ги критикувате и молам, ВМРО, ДПМН, па и нормално треба националната кауза, да треба речем. да се критикува се онова кое иде на линија помал отпор и кое иде на линија на штета на македонската кауза. Ние немаме друга резервна држава. Матична држава за нас е Македонија. Ванчо Михајлов зборува дека за бугарското малцинство во Македонија, ние сме малцинство по Ванчо Михајлов, не сме народ, оти нема македонски народ, македонски јазик и нација, и македонското малцинство, односно бугарското малцинство во Македонија, тоа го пише Ванчо Михајлов во своето предсмртно писмо, нели? Кај што вика и у Македонија, Швајцарија на Балканот, каде Ванчо Михајлов вика дека нашата татковина, мајчина држава е Бугарија. Па ви се молам, има ли поголем нонсенс, да не кажам? Мислите ли дека Ванчо Михајлов е доволно осветлена личност во нашата историја? Она... Бидејќи споменавте преска, нели, неколку имиња што ги сметате се уште за енигма, бидејќи постојат и такви
Ванчо ставови. Михајлов Вие немате дилеми. сам се освестил како политичка личност, като идеолошка личност. Така да нема потреба јас да го освестувам. Ова е само, нема да замарам, ова е последното писмо што Ванчо Михајлов го напишал и подпишал. Тоа е писмо напишано 90-та година во март месец, а тој умира септември истата година. Ванчо Михајлов го пишува и тоа е писмо до всички браќа и сестри во Пиринска Македонија. Он не им се обраќа на македонците у Вардарска, за него тие се србомани. По негов третман. А егејците, за нив има сигурно некој друго мислење и он се обраќа само на сестри. И он кажува дека е крајно време. Ве молам, тоа кажува Ванчо Михајлов, као тестамент, еве го неговиот подпис. Кажува дека крајно е време да се Бугарија распостре, тој е негов термин, до крајните западни и јужни граници на Македонија. Тој ка тој. А во меѓувреме може да се приеме, негов термин, да се прифати еден преоден период самостојна обединета Македонија, како преоден период кон што? Кон обединување, кон распространување на Бугарија. Така да нема потреба ние да го квалификуваме Ванчо Михајлов или да плюкаме по него. Тој човекот така се е формирал и така ја водел таа неговата ВМРО и Моето последно прашање, господин Гашев. Лежевте во Идризово затоа што се спротивставивте на... Не лежев, работевме. Каше ме камен у Босна на минус 20 степени. Во Добој. Да. Под рефлектори сме работеле. За да биде денот поголем. Се спротивставивте на идеите и на идеологијата на Јосип Броз Тито. Сега, еве ни објаснивте каков е вашиот став и во врска со ликот и делото на Ванчо Михајлов. Кој од овие две личности, според вас, повеќе наштети на македонската кауза? Видите, Јосип Броз Тито за 50 годишно владење и преку системот, он е создал и приврзеници и е создал и опоненти. Јас сум од опонентите, од тие прогонуваните. Може би, ако темата е широка, ако Јосип Броз останеше и понатака, да кажеме, у царството и империјата со Советскиот сојуз, поготово на нам, ќе не беше уште поцрно пишано. Но бидејќи после тој направи една осцилација, се поврзи и со Запад и играше некоја роља ваква и онаква. Јосип Броз Тито, да кажеме, има своји придонеси кои треба историјата да ги... Али со оглед да во Титова Југославија македонскиот народ не имал собствена, суверена, самостојна држава. А основно е Но се право. здоби со сите институции за една национална. Не се тоа институции. Тоа суверенитетот е предаден. Ве молам, историски е право, природно е право да еден народ се бори за собствена самостојна држава. Ние и денеска гледаме зошто се борат курдите, зошто се борат чеченците, зошто се борат стотици народи во светот за самостојна држава. До која ќе се бориме, господин Гашев, треба да живееме. Драга моја Јадранка, затоа викам ја јасном, зошто Асном не донесе одлука да се прогласи самостојна македонска држава? И со референдум да ја ние прогласиме самостојна македонска држава. Но туку Македонија која влезе, овој дел од Македонија кој влезе во рамките на Југославија, успеа сега нели да ја доживее својата самостојност, за разлика од другите два дела. Сега ќе искочи дека ако не беше Југославија и Тито, ние ќе немавме денеска држава. Не реков. Не, вие не рековте, ама така, дека... ама така за мнозина вика, мене ме сретно вика, абе што се ти бафташ тамо, ако не бевме ние од 41 година борци, ние ќе немавме денеска Македонија. Можевте ли вие во тој период да се слободно се декларирате како македонец? Ма виде, ја не сум нихилист, ама јас сакам да работите да ги ние доведеме на едно рамниште. Еве ќе ви прочитам, јас сакам да зборам аргументирано со секого. Прво, јас и у друга прилика на телевизија реков да ние македонците сме биле еден вид за подкусурување. И у КПЮ ние сме биле за подкусурување. Ние да кажеме кој инспирира ЕНОБ у Македонија? Инспирира Југославија. Југословенската комунистичка партија. Ќе бидам краток. Добро. И сите препораки што доваѓава до Покрајнскиот комитет
И сите залагања на македонските комунисти, нема ниеден документ дека да они се бореле за самостојна Македонија, се бореле за социјални права во една Југославија. Дури македонските комунисти у тоа време не се бореле да Македонија, јако е тоа било кралска Југославија, не се бореле да Македонија, македонскиот народ да биде конститутивен во таа Срби, Хрвати, Словенци и македонци. Добро, отварате теми. Уште ова сакам да кажам. Тито во својот, да кажеме, реферат на прво заседание на Авној ги кажува тамо Срби, Хрвати, Словенци, Црногорци, македонците дури 53-та година со рака ги допишува. Па тоа е фалсификат на историјата. А еве овдека едно писмо од документацијата што се вика актуелна, Јосип Брос Тито, писмо до Покраинскиот комитет на КПЕ за Македонија од 22 септември 1942 година. Ова е од собраните дела, том 12. Цитат. До денес нам не ни е познато дали суштествуваат и колку се силни вашите партизански одреди и затоа би било добро за тоа да не известите преку другарите од Србија. Значи Тито до 42 година во ноември не знае, а он не сака да знае, дека во Македонија имало партизански одреди кои се бореле против окупаторот. Тој тоа го игнорира. Добро, отварате. Значи, отварам, тоа се елементите зарад кои ние сме се спротивставувале. Тоа е ваше мислење, има и поинакви мислења. Затоа е, камо сеќа, тоа е разликата што у тоталитаризмот за друго мислење се одеше во Идризово. Да дискутираме. Удба рекла дека Ефтим Гашев за Анчо Михајлов, а не сум рекол јас. И сега викате вие цел живот. Па тоа е наша судбина. Али не сакам, или некој вика рехабилитација. Уже тоа да кажам. Па каква рехабилитација ви се молат? Ние имаме тука две опции. Едната е југословенска опција, другата е македонска опција. Јас припаѓам на македонската опција. Луѓето кои си беа со југословенска опција 50 години јадева, пиева, спиева и така натаму. Оваа опција беше прогонувана. Победи оваа опција на референдум, оваа опција пак денеска па тоа е што викат мижи татарат, не може така. Ви благодарам што бевте гостин во емисијата Zoom. Очекувате ли реакции после овие ваши искажувања? Обично, после секој ваш настап, нели следува една лавина на Јас ви благодарам што поканите. Ја можам и ќе кажам уште еднаш. Зборувам по своја длабока човешка и национална совест. Не е важно кој како ме разбира. Јас знам дека жртвите се неопходни. Благодарам. Се гледаме повторно следниот четврток во истиот термин. Бидете и тогаш со Лавиринт. Пријатно. Thank you.